Денеска коалицијата ВМРО за Македонија е во посета на општина Карпуш и општина Центар. Ги посетивме студентскиот дом Гоце Делчев, каде што се запознаме со состојбата во студентскиот дом Гоце Делчев. Исто така, од овде ќе се упатиме кон пазарот Буњаковец, каде што ќе имаме средба со граѓани таму. Моментално го прошетавме градскиот трговски центар, имавме средба со граѓани, со сопственици на дуќани, деловни простори, потоа со занаечи кои што екзистираат во градскиот трговски центар. И она што можеме да го забележиме и од нивните изјави, она што со голо око се гледа, дека градскиот трговски центар, кој што порано беше место каде што Скопје можеше да се гордее со него, сега буквално е претворено во руина. Претворено е во руина од многу лошото раководење со градскиот трговски центар од страна на менаџментот на градскиот трговски центар, кој што е поставен од владата на Република Македонија, а предадено е во владение на Амди Бајрам и неговата фамилија. Буквално градскиот трговски центар е претворен во перилница на пари за партијата на Амди Бајрам, за разлика од тоа трговскиот центар кој што уште е изграден во 1973 година со вредност од 90 милиони евра, продаден е 82% е продаден на приватни собственици и фирми. Тоа значи дека инкасирала државата повеќе од 80 милиони евра. Сегашната вредност на градскиот трговски центар малтене е преполовена. Каков парадокс, државата раководи со градскиот трговски центар само во собственост на 12% од вредноста на целиот трговски центар. Она што можеме да го забележиме во текот на оваа прошетка низ трговскиот центар е дека хигиената е на максимално ниско ниво и покрај тоа што во изминатиот период има запослено повеќе од 100 вработени, од кои што 40 хигиеничари. Потоа, ескалаторите не работат, осветлувањето е на многу ниско ниво, нема тоалети, значи буквално овој градски трговски центар наликува на некој провинцијски трговски центар. Коалицијата ВМРО за Македонија може да вети дека кога ќе дојдеме на власт, буквално ќе донесеме еден современ менаџмент кој што ќе го врати сјаот на градскиот трговски центар, а едно што исто така треба да го ветиме дека ќе дозволиме на собствениците на дуќаните и на локалите да учествуваат соодветно на нивното учество во акциите или во вредноста на градскиот трговски центар во управувањето, односно да парите кои што се трошат да имаат влијание онаму каде што треба да се насочат.